Продолжуваме со програмата во живо. Наша гостинка утринава е професорката од Факултетот за безбедност Фросина Ременски, со која што ќе разговараме на актуелни теми поврзани со безбедноста, политиката, бизнисот во Македонија, кои што се чини дека никогаш не излегуваат од мода. Ви благодарам што прифативте да бидете дел од нашата емисија. Добро утро, поздрав до вас, до екипата, до гледачите и честитки за убавото студио. Неодамна Соединетите Американски држави на црната листа во Македонија додадоа уште 3 ентитети. Станува збор за мајката на бизнисменот Орце Камчев, за бизнисменот Самсоненко и неговата сопруга Ирина. Што значи, преведено на јазикот на безбедносниот јазик, ставањето на црна листа на нови ентитети од Македонија и дали тоа ажурирање на црната листа е случајно или пак Соединетите Американски држави испраќаат силна, жестока порака? Воопшто не е наивно и воопшто не е случајно ажурирањето и дополнувањето на црната листа на Соединетите Американски држави, не само за Република Северна Македонија, туку и за регионот, вклучително и за многу други земји во светот. Да се подсетиме дека не само споменатите кои што ги набројавте непосредно сега ставени на црната листа на САД, во изминативе години многу други лица од политичкиот и економскиот живот беа ставени на црната листа на САД. Да не заборавиме дека беа ставени Сашо Мијалков, Никола Груевски и секако сите овие овогодишни именувања, вклучувајќи го Орце Камчев, Сајтрокс ентитетот и секако овие последни ажурирања со Самсоненко, со мајката на Камчев и сопругата на Самсоненко. Од аспект на безбедноста, што значи ставањето на црната листа? Укажува на две работи. Прво, на предупредување на земјите дека не им функционира системот кој што треба да ги следи финансиските дејствувања на ентитетите и на лицата поврзани со безбедноста на економскиот и финансискиот систем. Знаете, ние кога зборуваме за безбедност, многу често знаеме само да ги спомнуваме класичните форми на загрозување на безбедноста, од аспект на тероризам, вооружени инциденти и се она што значи крвни деликти. Но најмалку зборуваме за тоа што значи економската и финансиската безбедност на земјата. Тоа значи непорозност на системот на корупција, непорозност на системите за контрола на текот на парите, потеклото на парите, инвестицијските моменти, каде се инвестира, од каде потекнува капиталот и секако тоа укажува дека нашите институции се повеќе треба да обрнуваат внимание на овие форми на укажување од Соединетите Американски држави, кои што имаат извонреден систем за контрола и следење на парите. Затоа тие не опоменуваат дека овие луѓе во случаи кои што се познати за македонската јавност завршија како што завршија, недоволно јасно и недоволно прецизно сме ги утврдиле модалитетите и модус операнди системот на технологијата за перење пари. Тоа значи дека потврлиле Управата за финансиско разузнавање, потврлиле банкарскиот систем, кој што тоа евидентно треба да го нотира и да го сигнализира на институциите задолжени за борба против финансискиот криминал, Управата за финансиското разузнавање, Управата за финансиската полиција. Тоа е еден цел систем, еден цел ланец кој што укажува дека овие лица и ентитети се закана за нашиот финансиски систем. Управата за јавни приходи и текако има право и обврска после сите овие укажувања да ги исконтролира сите можни форми на даночно затајување, прикривање на добивка и секако одданочување на целокупните добивки на овие правни и физички лица кои што вешто во годините назад успеваат да се протнат низ овие сиви зони на овој систем кои што
очигледно не е доволно развиен за да ги детектира и соодветно да ги санкционира овие лица. Но да не заборавиме, се извинувам, да довршам, да не заборавиме дека овие лица кои што се ставени на црната листа не функционирале сами. Значи тие не ги извршувале действијата сами. Туку имале свој еден цел ланец на услужно ориентирани политичари, службеници во државни институции, кои што тоа им го овозможувале. И јас верувам дека следниот чекор на Соединетите Американски држави по однос на ставање на црна листа на поединци и на ентитети би биле луѓе од политичкиот, безбедносниот сектор, кои што тоа цело време го овозможувале, го пропуштале и не го спречувале за да се случат сите оние нотирани действија во описот што го дава ОФАК и Соединетите Американски држави. Токму во овој контекст амбасадорката на САД Анџела Агелар изјави неодамна минатата недела дека кога и да назначат некој ентитет, нов ентитет на црната листа и кога таа разговара со луѓето дека тие лица или тие фирми се на црната листа, никој не е изненаден. Сите како да знаат и да очекуваат. Рече и дека се надава на институционална разрешница, институционално постапување во однос на овие ентитети. Имате ли впечаток дека одговорите на македонските институции на ваквите прозивки и апели се соодветни и зошто Македонија е давеник на корупцијата, каде е тесното грло, што треба институциите да направат? Во цело се согласувам со изјавата на амбасадорката Агилер, со оглед на тоа дека таа доволно јасно ја диагностицира, што би се рекло, јавната тајна. Кои се луѓето, кои се ентитетите и како функционира тој систем на заштита и прикривање на сите овие действија. И се согласувам исто така дека нема соодветна институционална реакција, но нема и соодветна медиумска реакција. Зошто го зборувам ова? Со честни исклучоци секако на медиуми кои што допираат до суштината на проблемите, но замислете, вие го имате еден Сашо Мијалков кој што е на црната листа, имате застарување на мал број предмети кои што се нотирани во црната листа по однос на влијание, на коруптивност, на злоупотреба на моќ. И ги имате главните предмети во кои што треба да бидат санкционирани тие действија, но имате обратен процес. Имате измена на кривичниот законник во кој што се застарува, се амнестира. На медиумите поинтересно им е колку чинела свадбата на синот на Сашо Мијалков и дали Цеца ги пеела македонските песни. Што значи дека ние и немаме соодветен фокус на сршта на проблемот во кој што се случуваат сите овие нотирања, да не заборавиме да кажеме од нашиот стратешки партнер Соединетите Американски држави, вклучително со последниот извештај и Европската комисија и Европската унија кон која што тежнееме, затоа што тие ги даваат диагнозите по кои што реално не оценуваат во секаков вид на напредок и во секаков вид на функционалност на системот што гарантира безбедност не само како што спомнав од она класична форма, туку и од аспект на економската и финансиската безбедност, па и социјалната на државите, бидејќи амбасадорката Агилер ги спомна и нашите деца, и нашите семејства, затоа што сето ова влие на целокупниот, би кажала, воспоставен феудален систем на економски бизнис интереси во кои што ставените на црна листа го диригираат текот и во политиката, и во политичките партии, и во економските текови, и секако во делот и во голем дел и на надворешната политика во однос на можните влијанија со земјите кои што во минатото ни кажуваат дека треба да преговараме за многу повеќе од она што се услови во Европска унија, овдека мислам за Република Бугарија. И кога велиме дали институциите работат, еве ќе ви кажам еден пример кој што јас лично го знам, бидејќи пријавата е моја и бидејќи дел од тој ланец на влијание на злоупотреба на системот е токму клиентелистичкиот однос на поранешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање, последниот пред реформирана АНБ, а тоа е Горан Николовски Џони, кој што во 19-та година преку пријава до Државната комисија за спречување на корупција се утврди и комисијата утврди
дека живее во куќа на адвокатот на Орце Камчев и на Сашо Мјалков, Антонио Апостолски, во време кога тој требал да ги контролира сите овие системи на рушење на институции, како што нотира Соединетите Американски држави, мислејќи тука на специјалното јавно обвинителство, во кој што се нотира дека тука нема жртви, по однос на делот, процесот кој што се одвиваше во судска постапка, но и по однос на тоа како тој систем ги заштитува сите луѓе во делот на тоа можно овозможување на действија кои што се на штета и на системот, и на граѓаните, и на државата. Таа пријава Државната антикорупцијска комисија ја испрати во Управата за финансиско разузнавање, бидејќи се утврди на вистина дека нема докази за потекло на тој имот и на потекло на собственост, така што јас очекувам дека во следниот период не само овие ентитети кои што се бизнис политички поврзани и имаат влијание, туку и дел од тие лица од безбедносно-разузнавачката заедница ќе бидат на црна листа. Очекувам и верувам, затоа што ги читам меѓу редови рамката, ја гледам на сето она што значи диагноза на Соединетите Американски држави. Министрот за внатрешни работи господинот Оливер Спасовски вели дека компаниите, ентитетите, фирмите кои што се на црната листа на САД треба да добијат забрана да не учествуваат во јавните набавки во државата. Добар ли е тој предлог? Предлогот е одличен, значи ние реално имаме потреба да направиме законски измени. Нели, присталиците на суверенизмот во Македонија би рекле дека реално ние не треба да се водиме по законодавството на Соединетите Американски држави, но тоа кореспондира со законодавството на Европската Унија, кон која што ние тежнееме, и факт е дека ние треба да направиме систем во кој што ќе ги оневозможиме користењето или протнувањето на овие ентитети во државните системи кои што користат директно или индиректно услуги од истите. Гледајте наназад, ќе видите колкава е бројката на секако добиени тендери по однос на овие ентитети, но за мене многу интересен е, например, ентитетот Сайтрокс на Иво Амалинковски, кој што беше по многу нешто, зборувавме на таа тема, обележан и во Европска Унија, и во Европскиот парламент, и од страна на Европската комисија, подоцна и од Соединетите Американски држави, по однос на учеството во јавни набавки. Знаете, тие ентитети кои што имаат влез и можност да конкурираат на јавни набавки во областа на безбедноста и одбраната, мора да поседуваат безбедносен сертификат. Тоа значи дека мора да ги поминат сите можни проверки безбедности по однос на тоа дали можат да им биде овозможено да поседуваат безбедносен сертификат за да може да учествуваат во јавни набавки. Да не заборавиме дека токму тие ентитети обезбедиле и учествувале во многу нешто поврзано со јавните набавки и со продажбата и извозот на софтверскиот, шпиунскиот софтвер Предатор, кој што стана светски и европски и регионално познат, но до денеска ниту една институција не кажа дали тие ентитети повеле постапка за одземање на безбедносни сертификати, дали имале воопшто дозвола да произведуваат, увезуваат и секако го шират тој Ако немале, што би требало да се случи? Па тоа би требало веднаш, тоа е тоа што треба да се направи. Институциите по службена должност, не по пријава, да реагираат и тоа да го валоризираат во еден резултат кој што нема да ги чека долгите процедури за измени на закон за да може нешто секако да се оневозможи, туку има механизми тоа и веднаш да се случи. Во извештајот на Европската комисија бевме опоменати за издавањето на државјанството на Олександар Онишченко. Какви се вашите сознанија за доделување на златни пасоши со оглед на тоа што има истрага за руски државјани кои што имаат добиено државјанство на Република Кипар? Има ли во Македонија луѓе кои што добиле вакви пасоши, а не би требало?
Европската комисија во годинешниот извештај за напредокот наш вели дека Македонија треба да се воздржи од праксата за издавање на државјанство на лица преку економски инвестиции и други форми и други форми за добивање на државјанство, затоа што сите тие процедури и постапки и целокупното добивање на државјанство значи безбедносен ризик за земјата, ризик од корупција и внес на организиран криминал, секако финансирање на тероризам, ширење на странични надворешни пред се руски влијанија и дека тоа не е компатибилно со законодавството на Европската Унија. И се нотира дека во периодот 2013-2022 во Македонија се издадени 121 државјанство со економски инвестиции до 200.000 евра, по 12 државјанства во делот на култура и во делот на научен придонес и 134 државјанства по спортски основ. Онишченко беше дел во спортскиот најпознат основ. во Еквестријан. Дефинитивно, но таа афера, знаете дека заврши многу неславно за нашите, условно кажано, реформирани институции, бидејќи да биле реформирани до тој степен немало тоа да се случи, но факт е исто така пак дека кипарските случаи и кипарскиот интерес за истрага по наложување на Европската Унија укажува како тоа се случувало во Кипар и колку голем број барани и ставани на црни листи на Соединетите Американски држави, Европската Унија и Обединетите нации, руски милионери и олигарси, вклучително и украински, во периодот 17-19 година добивале кипарско државјанство со инвестиција од 2,5 минимум милиони евра. И почнало ширењето и влезот кон европските финансиски текови, затоа што не можат на поинаков начин, како недржавјани на Европска Унија, да ги пуштат во промет сите оние финансии кои што се нотирани како сомнителни од сомнително потекло, меѓутоа и лица кои што се бараат по различни основи во земјите од кои што потекнуваат и секако тука се голем број, да кажеме, на имиња, од типот, да кажеме, на директорот на Лукойл за Блиски Исток, на Газпром, значи сите врвни, би кажала, олигарси, руски, украински, па и регионални, фигурираат на таа интересна листа во Кипар и тоа само укажува колку нашиот систем бил порозен кога профилот на Олександар Онишченко со 6 верзии на неговото име, кој што е на црната листа на САД, добил македонско државјанство. И ние, верувајте, освен одлуката да му се одземе државјанството, што не знам дали е реализирано и спроведено, тоа треба институциите да го кажат, не направивме ништо повеќе, да направиме, да кажеме, една финансиска истрага на лицата кои што биле вклучени во целиот ланец на проверка пред добивање согласност за добивање на државјанство и секако она што допира спорт, но ако ги знаеме меките форми на руските влијанија и други форми на руско влијание на Балканот и во земјите кои што се интерес и за Европската Унија и за Соединетите Американски држави, вклучително и ова што го истагна генералниот секретар на НАТО при посетата на Босна и Херцеговина, дека постои сериозно руско влијание во делот на сепаратизам, шовинизам и сето она што го нагласи и важи и за Република Македонија, зборува за фактот дека сите овие руски влијанија не се исполнуваат директно како политичко мешање од Кремљ, туку индиректно преку влез во економските, финансиските, културните сфери и преку мека моќ, преку финансирање
финансирање на културни движења, преку финансирање на спортски активности, преку инвестиции во форми, впуштаат, вбрезгуваат руски капитал кој што понатаму влие на целокупните текови, а секако влие и на креирање на јавното мислење, ако се земе во предвид дека и одредени медиуми имаат сомнително финансиско работење и финансирање. И може би добиваат од тие пари. Дефинитивно да. Професор, ќе ви благодарам за вашето гостување. Со вас секогаш има многу за што да се разговара, но ќе продолжиме во некоја наредна прилика, а вие останете со програмата на Слободен печат.